да се присобе... Ефектот на пеперутката. Така е. Депресијата не е случајна. Тоа се насобрани емоционални, да не речам кризи. Тоа се кажува во умот на човекот. Имаме некои јазли кои создале блок, кои се активирале и некаде центарот за среќа, сератонинот, хормонот на среќата го блокирале. Допаминот, хормонот на задоволството, окситоцинот. Луѓето по депресија не сакаат да се гушкаат. Тешко примаат нежност. Сето тоа треба на време да се препознае и да се бараат решенија за да не дојдеме во состојба на умот кога ќе не опфати апатијата, безволноста и безсмислата. Дали подоцна од кога ќе дојде депресијата има решение? Па има решение. Мерлин, пејачот, имал најлоши мисли. Дошол пред ивица, се преокренал. Огмандино, најдобриот писател, напишал книгата Најголемиот трговец на светот. Бил на ивица да се самоубие. Децата, жената го напуштиле. Работата е изгубил, почнал да се одава на алкохолот, нема каде работа, нема што да прави со себе си, имал некои пари, рекол со овие пари ќе купам пиштол. И отишол да купи пиштол. Но како му светнала некоја идеја, му рекол, чекај малку, јас сега со ова што ќе направам? Ниту нешто ќе си направам добро за себе си, ниту за оние што ќе останат после мене. Се тоа јас што го проживеав, се тоа јас што се доведов во таква ситуација, треба да им послужи на другите за пример и отишол во библиотеките. И отишол да купува книги за самопомош, за себе исцелување. И почнал да работи, да чита. Од библиотека на библиотека. И дошол до некоја идеја, ја пренал идејата, напишал книга, бестселер станува. Животот му се менува. Значи, животот е понекојаш на ивицата. Најстрекниот може да потпадне и да се почувствува несреќен. Еве, Майкл Джексон, можеме да речеме, врвен музичар, бил еден од најдобрите. Ама имал некоја фрустрација. Имал некоја напнатост, имал нешто детството непроживеано, имал некаде не знаеме која му била улогата во вистинскиот живот. Се обседнал со перфекционизмот, се обседнал со тоа да биде со белата кожа, се обседнал во работата да биде константно успешен, на крај му се загрози животот од преголеми медикаменти и слично. Принц, исто така музичар во ерата на Майкл Джексон. Тој за да биде успешен, тој константно консумирал медикаменти. И се он за да креира, за да компонира, за да создава музика, за да не спие, он земаа таму апчиња, не знам кој ги користел. Но сите тие апчиња го довеле во ситуација на загрозеност на организмот. Зашто? Зашто они не работеле на најглавната категорија. Тоа е категорија на духот. Значи гледате работат на категорија на тело. Да го прокламирам телото, да бидам најубав, да бидам најуспешен, да се ориентирам кон моќта, а да не работам на духот. Затоа депресијата секој може да се случи. Луѓето имаат, тоа се вели, емоционални болки и страдања кои не се процесуирани, кои се потиснати, кои живеат како траума и со текот на времето кога чашата ќе се преполни, излегуваат на површина и се реактивираат како бесмисла, како губење на волја и како еден вид на песимизам дека ние не можеме ништо да промениме. Но еве ви дадов некои примери, може милион примери да ви дадам. Каде што некои се подигнале, нашле некое решение. Сега, дали ние имаме опции и преку умот, преку читањето? Па имаме, ама човекот треба да изрази волја. Тој еден филозоф Шопенхауер, тој асоцирал најдвижечка сила е волјата. Има ја волјата, има и волја, има и цел, има и смисла. Ама кога луѓето ќе паднат од таа состојба, тогаш тие ја немаат волјата. Они претходно биле под анксиозност, анксиозност им создавал потење, им создавал тахикардија, им создавал деконцентрација, создал расеаност, создавал слабост, создавал несигурност. Значи, прешло во хроничен стрес. Хроничниот стрес им создал полека да ја губат енергијата, силата. Не нашле механизми, опасност ако се приклонат на медикаменти да се успорат или едноставно да прифатат. Некогаш во некои животни ситуации мора да учиме и да ги прифаќаме работите. Дали болката можеме да ја надминеме, а била присутна? Ние не можеме да се вратиме да ја надминеме. И затоа се вели, траумата, за која пишувам во книгата, не е тоа што нас ни се случило некогаш. Тоа се случило. Траумата е тоа што ни се случува нас внатре во себе си. Ние не можеме назад да отидеме да извадиме траумата и да речеме не требаше да ни се случи. Таа се случила. Но ние сме дозволиле таа да живее во нас. И ние се присетуваме. Некој емоционално не повредил, не изневерил. Некаде сме имали очекување у бракот, партнерството не испаднало. Некаде сме сметале за децава подобра судбина, па некои се соочиле со болести, некои со потешкоти. И тоа се како лузни на душата. Така. Па тоа е траумата, е фактички лузна, насобрана рана на душата, која што ние не знаеме да ја расчистиме.
Затоа се вели во христијанството тоа го има. Прво е покајување, второ е простување, трето е духовно трансформирање. Значи ти мораш и себе си да си простиш. Затоа се вели отиди во еден молитвен храм, преземи нешто, пушти ја енергијата, мислата кон Бога, визуализирај дека нешто ќе ти се отвори, дади си шанса. Спасителот Исус Христос фаворизираше максима, чукни да ти се отвори, посекај за да добиеш, побарај ќе најдеш. Или фаворизираше во вербата. Значи цело христијанство се фаворизира вербата. Не толку рацијото, туку вербата. Сега, дали луѓето можат да си помогнат? Они можат прво да си помогнат, да почнат да си го полнат резерварот на подсвеста со сите афирмативни позитивни нешта. Што рече ти предеска, дали ритуалот, па ако ги подхранува ритуалот, зашто да не? Моќта на подсвеста. Така, па некој планината ја сака, па во планината се смирува. Еве луѓето што се под депресија, нека слушаат, да речеме, релакс, хепинес музика. Нека си стават слушалки, полека. Криза е, тешкоти е. Први две мисли се битни. Едната е, и тоа ќе помине, се тече, се менува. И втората е, нека биде тоа што треба да биде. Че некојаш треба да прифатиме, не можеме со сила да го биткаме зидот. Ете, еден кинес, тој се соочил жена му да биде болна од тешка болест и он нон-стоп одел купувал медикаменти. Нон-стоп одел, а тоа далеко не може да се стигне. На крај жената починала. Кинесот соочен со тие невозможности рекола, сега вака нема да биде, јас за моето село, за сите болни ќе пробијам пат. И отишол на планина, замислете, со копач земал. Копал и на крај го пробил тунелот и отворил пат. Вербата. Била дека она стара поговорка дека во здраво тело здрав дух. Но новата теорија вели дека во здравото тело умот е се повеќе, да кажам, закржлавен и дека страда. Кој е вашето мислење околу тоа? Дека да се го доведеме телото до перфекција, ама вамо умот и душата малку ние на едно под минусно ниво, да кажам. Спасе, едното е од времето на антиката. Тоа е во време на олимпизмот. Во здраво тело, здрав дух. Сега во здрав дух, здраво тело. Зашто има разлика? Во време на олимпизмот, како што гледаш на скулптурите, е многу им битно телото да биде обликувано. Вајано. Како на спартанците, децата ги испитувале, ги земале за петата и ќе ги клюмкат во една ладна вода и кое дете ако добие воспалени на белите дробови, тешко ќе обстојува. Не е способно за да издржи разни непријатности. Значи, они ги тестирале преку јакото тело. Затоа во олимпизмот, знаете, атлетика, гимнастика и ред аспекти биле присутни. Морале да го обликуваат телото, се соочувале со разни војни, со опасности. Преку телото играле и на духот. Но и Аристотел подоцна има кажано, и здравиот дух е многу битен покрај здравото тело. Сега убаво кажати, луѓето одат во теретани, одат било каде и они сакаат да го зајакнуваат телото, а многу малку ќе се потхранат со душевна храна да читаат книги. И ние се правиме за телото за да убаво изгледаме, за да некој не прифати, за да бидеме приемчиви, а ние не правиме за убавината на душата. А во античкиот период имало калокагатија. Во убаво тело, убав дух, или убава душа создава убаво тело. И што би рекол, ја 5 минути си убав, после треба да збориш. Така. Па не, Сократ има кажано. Човекот ќе го видиш каков е, потоа ќе го слушнеш како зборува. Затоа ние реториката мора да употребиме. Гледате, 21 век е многу битно како зборуваме. Значи, аспектот на комуникација, дали е невербална, дали е вербална, дали е писмена. Едноставно, луѓето заборавија дека треба да вложуваат во духот. Имаат готови решенија. Кој е готовото решение кон кое луѓето инклинираат? Медикаменти, антидепресиви. Зема тамо разни нешта за смирување и подхранува. Дури имало тоа со ниските страсти. Значи се приклонуваат на социјални мрежи, нели, наоѓаат опции, кандидатки или кандидати. При тоа може да дојдат до некои венерични проблематики, болести, и потоа отидат и тоа го решаваат со апчиња. Им кажуваат, немојте така, треба да го смените начинот на живот. Ќе си го загрозите здравјето. Дајдете ми вие мене тоа некои медикаменти, јас тоа да го решам. И потоа, значи, ние само инстант решенија бараме. Ние само, знаеш како, ги криеме работите под тепих. Обшествено ги криеме преку 30 на години. Ги криеме ние самите како индивиди. Го криеме дека загадениот воздух дефинитивно ќе создаде многу болести и донесува болести. Криеме дека треба да работиме, да функционираме, да се индивидуализираме, а ние постојано бараме од колективитетот да ни ги отвори портите. Криеме во меѓучовечките односи, има некои лажни состојби, има нешто што не е добро, има отуѓување, има гнев, има можеби тага, и ние криеме дека сме тажни. Па соочи се дека си тажен.
Тие се најголемите непријатели. Во покот на книгата ја анализирам тие точки. Гневот, од каде е произлезен, зошто е толку присутен? Дали е потиснат гневот? Тагата, дали тагата е предизвикувач на малигни заболувања? Едно од најголемите предизвикувачи. Бидејќи не ти функционираат клетките, нема во нив љубов. Стравот, бидејќи не знаеме што ќе се случи. Живееме во неизвестност. Живееме во неизвестност екзистенцијално, економски, живееме во односи со луѓето, живееме самите со себе си. И тука се двата аспекта кои што ние ги немаме, а треба да ги имаме. Првиот е одговорноста, а вториот е фокус. Не преземаме одговорност за својот живот, ние болно да видиме кај да сме создале некои погрешни потези. Неќеме да ги разрешуваме, туку ги ставаме под тепих. Ја префрламе одговорноста на другите, или родителите, или не знам надворешниот фактор, или судбината, и немаме фокус. Или имаме милиони ти фокуси. Кој човек може да се фокусира на две работи во моментот? Тој може само на една да се фокусира. А ние сакаме секаде да стигнеме и така се подхрануваме. Се подхрануваме со лажни вредности и затоа овој денешен човек живее невротично. Тоа е докажано, тоа од претходно е. Значи, или е премногу подложен на телесните нешта, па преку нив се подхранува, или на его тенденцијата, и третата категорија, заради своето мало ситно его, подхранува моќ. И тоа е најголемиот афродизијак. Потребата за моќ. И таа моќ не мора да биде он политички лидер или не знам каде. Таа моќ ја искажува према колегата со работникот. Таа во домот према децата. Таа према партнерот, во пријателството и насекаде сакаат некаде да бидат моќни, бидејќи на некое друго место се слави. Дали силниот дух ќе се занимава со потребата ние да се докажуваме пред другите и да ми наметнуваме моќ? Нема да сака, он се занимава со себе си. Затоа човекот искаче на врвот на планината, тој не може да ги види овие доле во поднежјето кои што се заплеткани со лажни вредности. Ама тој што ќе отиде на врвот на планината ќе биде сам. Колку луѓе ќе пронеде на врвот на планината? А ова во мноштвото се подхрануваат од денес за утре, дури оправдано беше она што се вели отсуство на срам, прифаќање на неморал, неверства, прифаќање на негување или на телото или на духот. Дали е интелигенцијата, мудроста битна? Не е толку битно, битно да има статус, битно да имаш многу пари. И гледате, така човештвото ќе си оди во некој амбис, полека, постепено, но знаеш ли кои најмногу ќе страдаат? Емоционалните луѓе. Тие не може да се снајдат со сите овие состојби, они се ранливи. Има луѓе се сурови. Они газат. Тие вршат мобинг врз другите. Тие бараат позиции. Преку позиции сите фрустрации ќе ги искажат на пославијата. А овој добриот малиот обичен, емоционално ранлив, неќе да прочита книга програмирање на умот, неќе да се потхрани со добри информации, неќе да работи на себе си прифатил орел на жртва. И ние како нација си носиме трансгенерацијска траума. И ние како нација дали сме прости, сака да кажете? Не сме ние прости како прости, напротив, ние сме многу интелигентни, но ние немаме сила, дух, енергија да се справиме. Затоа што наједноставното што е, тоа е најинтелигентно, ако го земеме. Тоа е што прекомплицирано, тоа не е автентично. Ние живееме од една страна преедноставно, ама од друга страна премногу исплашено. Значи, човекот кој што има и интелигенција, тој реално се плаши. Се плаши екзистенцијално, се плаши што ќе го снајде. Но не е толку кај нас колку имаме ние интелигенција. Кај нас е проблемот колку имаме ние емоции. Второ, какви се тие емоции? Зашто и тагата е емоција, стравот е емоција. Незадоволството е емоција. Извини, да разрешиме една дилема околу интелигенцијата. Дали високата интелигенција граничи со лудоста? Па не мора да значи, има луѓе кои биле практични, а високо интелигентни. Туку биле тие посебни луѓе, специфични луѓе, отргнати од другиот свет, нивниот ум од едната страна, когнитивната точка е бил преразвиен, а емоционалната интелигенција преслаб. Затоа што знаеш ли тоа дека ние имаме две хемисфери на умот? Дека тие може и да функционираат надвор една од друга. Не мора тие секојаш да се поврзани. Така што еве кај Тесла, дали била когнитивната интелигенција пресилна? Па била. Он за да ги дофати сите тие сознанија, иновативни решенија, морал да има еден центар преразвиен. Ама неговата социјална интелигенција била слаба. Да, дури не се поздравувал нели со луѓе и не комуницирал често. Така е. Плюс и емоционалната интелигенција прашање колку му била. Еве кај Ајнштајн. Ајнштајн имал пресилна когнитивна, го зеле неговиот мозок на истражување. Да испита, да видат кои се тие мозочни вијуги толку многу разгранети. Значи гледаш што е суштината на интелигенцијата. Колку мозочното стебло ти е разгрането.
Колку патишта отвара, какви невронски мапи има, со читање, со работа, со навики, со концепти, ќе ти се разграни. Не е се само во генетика. Има една основа, ама се надградува. Колку има гениални луѓе родени, а ништо не направиле во живот. Ајнштајн бил многу проблематичен на емоционален план. Тешко поминувале жените со него. Бил непристапен, бил заборавен, бил отсутен во многу работи. Еве еден Едисон, тој бил голем научник, од една страна, ама многу практичен научник. Затоа што тој не бил во рамките на Тесла, но бил многу добар менаџер. Тој ги имал тие